Беше тоа на 9. август 681 година, кога по победата над византиските војски на царот Константин IV, Аспарух го формирал кралството Бугарија на јужниот брег од делтата на Дунав, со престолнина во Плиска. Беше тоа на 9. август 1873 година, кога заврши изградбата на првата железничка линија во Македонија меѓу Солун и Скопје. На тој ден пристигнал првиот воз во железничката станица во Скопје и тоа се смета за почеток на железницата во Македонија. Пред Втората светска војна имало големи активности околу изградба на железнички линии заради експанзијата на економскиот развој во Балканскиот регион. Во тој период се изградени и пуштени во сообраќај следните железнички линии: Велес-Кочани на 25. август 1926 година, Прилеп-Битола пуштена на 7. април 1931 и Велес-Прилеп отворена на 20. јануари 1936 година. На 9. август 1946 година, по договорот меѓу Тито и Димитров со посредство на Коминтерната, Централниот пленум на Бугарската комунистичка партија БКП усвои резолуција за давање културна автономија на Пиринска Македонија, а веќе од 10. август таа започнала и да се применува. Според бугарскиот државен попис, проведен во 1945 година, во Бугарија имало 160.000 етнички македонци, а на пописот од 1956 нивниот број се зголемил на 178.862 граѓани кои за себе сметале дека се македонци според националната припадност. Културната автономија на македонците во Пиринскиот крај на Бугарија почнува да запира по конфликтот меѓу Тито со Димитров и Сталин и резолуцијата на Информбирото, пошто БКП ја изоставува својата резолуција од 1946 од официјалните документи и почнува процесот на бугаризација на македонците во Пирин. На 9. август 2016 година во Белград, Србија, е извршена промена на името на улицата Македонска во Трг Политика. Промената е извршена врз основа на одлука на Собранието на град Белград. На 9. август 1883 година е роден Панко Брашнаров, македонски национален деец, народен учител, комунист, хуманист, воденичар, кафеџија, градинар и слуга, најстар пратеник на првото заседание на АСНОМ, прв председавач на заседанието и прв подпредседател на АСНОМ, прв повереник на првата привремена влада на Македонија и иницијатор за формирање на првата новинска агенција на Македонија, најблизок соработник на Методија Андонов Ченто. Панко Брашнаров умре на Голи оток на 13. јули 1951 година. На 9. август 916 година се представил Свети Климент Охридски, родоначалник на словенската книжевност и на црковното беседништво, прв оригинален словенски и македонски поет, говорник, преведувач, прв словенски епископ и македонски на Балканот, заштитник на Охрид. Свети Климент е роден во Охрид околу 840 година.